Оваа сабота, 11 март, во Охрид ќе се одржи првото официјално државно првенство на Македонската традиционална теквондо федерација. Неодамна, Агенцијата за млади и спорт и додели решение за дејност на Македонската традиционална теквондо федерација, што веќе 31 година го негува теквондото како спорт. За тоа што значи доделувањето на вакво решение, но и за деталите околу одржување на првенството, бројот на учесници и дисциплини во кои ќе се надпреваруваат, разговаравме со Маријанчо Лазаревски, председател на федерацијата. Маријанчо, неодамна Агенцијата за млади и спорт и додели решение за дејност на Македонската традиционална теквондо федерација. Па на почетокот, колкава е традицијата на негување на овој спорт, кој е прв теквондо клуб во Охрид, кога се почетоците и кои се успеси ги има постигнато? Првиот клуб е отворен на 22.2.1992 година од страна на господинот Поповски Саша. И тој е најстар клуб. Значи има од тој клуб потекнуваат сите ученици, значи јас сум еден од учениците на Сашо. И од тогаш навака е успешната приказна на теквондо и спортот во Македонија. Имаме постигнато европски, светски, како што знаете, и се бориме да постигнеме уште повеќе. Токму така, клубот Мастер ја има честа да го организира првото официјално државно првенство на Македонската традиционална теквондо федерација. Па докаде се подготовките? Значи, прво да кажам дека сме прва федерација со седиште во Охрид. И наравно како прв клуб во Македонија треба да има честа, значи од тој клуб почна се. И се надевам да го популаризираме спортот уште толку и да извадиме уште поквалитетни надпреварувачи што имаме. Подготовките докаде се? Подготовките течат прикај се, значи течат континуирано и се надеваме дека ќе бидат сите задоволни што ќе дојдат да не посетат, значи влезот е бесплатен и сите се добре дојдени и поканите. Кои се дисциплини и дали веќе имаме бројка на пријавени? Значи ќе надпреваруваат во две дисциплини, во форми со борба со замислен противник и спаринг борби. Значи на почетокот ќе се почнат форми, борба со замислен противник и после веројатно после 1 часот ќе почнат борбите, што го очекуваат сите. Имаме околу 60 надпреварувачи, за почеток е прекрасна бројка, пошто ако се многу не знаеме како ќе биде организацијата. Така, сепак е прва година. Да, секогаш е прва и првиот пат е најтешко. Така, со оглед на тоа што еве после 3 децении добивте едно вакво официализирање, кои се плановите за во идниот период до крајот на годинава или понатаму? Значи после 31 година точно го добивме на 21.2.2023 година. Користам прилика да се заблагодарам до господинот Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, и најголема благодарност до генералниот спонзор Панаметал, кој, ако не беше тој, немаше да стигнеме до овај успех, поради неговото долгогодишно поддржување на нашиот спорт. Постигнавме европски, мислам, врвни резултати. Прошлава година имавме 3 европски вице шампиони, како што знаете. Така, кои се плановите? Плановите се после државно првенство на 1 април учествуваме на меѓународен турнир Лозница и од 17 до 24 април во Есоло, Италија, учествуваме на европско првенство и се надеваме, значи даваме се од себе да се вратиме повторно со успех од европско првенство. Па одиме на неколку меѓународни надпревари. 24 јуни организираме меѓународен надпревар Охрид Опен 2023, што е еден од голем карактер на организација. И после есенскиот дел на надпреварување ќе видиме како ќе биде распоредно. На овој надпреварување ќе учествуваат сигурно европските шампиони кои што ги имавме. Да, значи истата екипа од прошлото европско, пошто
се бориме и има некои што се борат за влез, значи да видиме дали ќе исполнат критериум и имаат мали шанси. Се надевам дека ќе се изборат за место, а за сега имаме 5 сигурни надпреварувачи.